ВМРО ДПМН е застана зад независната кандидатура на Данела Арсовска за градоначалник на град Скопје. Централниот и извршниот комитет на најголемата опозицијска партија денеска е донела одлуката за која лидерот на партијата Христијан Мицкоски рече дека се заснова на ставот дека Арсовска е надпартиско решение, професионалец и личност која може да ги обедини скопјани и да го развие градот. Мицкоски за Арсовска рече дека е одговорот и решението за градот Скопје. Личност со импозантна биографија за себе, докажани и признаени успеси во стопанството. Жена која го предводи Сојузот на стопански комори на Македонија. Професионалци и компетентни луѓе со докажан квалитет и резултати за себе е потребно да ги превземат работите кои се важни за вашите животи. Затоа што времето за сите одминува. Данела е личноста која победува и убеден сум дека ќе победи и во оваа трка најзначајна за скопјани и градот Скопје. Случајно или не, Арсовска како кандидат за градоначалник на Скопје денеска доби поддршка и од Алијанса за албанците Алтернатива, кои пак пред 2 дена договорија предизборна коалиција токму со ВМРО ДПМН. Мицковски не сакаше да каже дали поддршката за Арсовска на трите партии била договорена заедно со договорот за коалицирањето. Представници на Алијанса за албанците и на Алтернатива денеска имаа средба со Арсовска и поддршката за неја објавија непосредно пред ВМРО ДПМН да го објави своето застанување за кандидатурата на Арсовска. За престојните локални избори со изјава денеска излезе лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој верува дека токму кандидатите на социјалдемократите и нивните коалицијски партнери ќе победат во октомври. За големиот број независни кандидатури и советнички листи, Заев смета дека се резултат на слободата и демократијата. Имаме одлична соработка со ДУИ, како што имаме и со БЕСА, и со ДПА, помала партија, и секако поддршката взаемно ќе се ја довериме и ќе се ја дадеме, затоа што така веруваме дека многу подобро ќе им служиме на граѓаните, пред се, заради тоа што сме и централна власт, која што се справува со секаков вид на предизвици на централно ниво, а заедништвото пресликано на локално ниво ќе биде само капацитет повеќе за полесно да се справиме со предизвиците на локално ниво. Најголемата опозицијска партија, освен за поддршката на Данела Арсовска за градоначалник на Скопје, донела одлука и за уште 10 своји кандидати за градоначалници, но како што најави Мицкоски, нивните имиња ќе бидат објавени утре. Телма дознава дека меѓу 10 имиња името на актуелниот градоначалник на Кавадарци од редовите на ВМРО ДПМН Митко Јанчев, кој иако изминатиот период имаше несогласување со раководството на партијата, денеска ја добил поддршката од Централниот и извршниот комитет на партијата да биде нејзин кандидат на престојните локални избори во Кавадарци.